Поштовани, добро вечер. Вечерва гостин во емисијата Стаф е министерката без ресор задолжена за странски инвестиции Зорица Апостолска. Господја Апостолска, добро вечер. Добро вечер. Благодарам што издвоивте време и покрај големиот број обврски да бидете мој вечерашен гостин. Ви благодарам на поканата, заедничко задоволство беше. Во Куманово денеска се одржа јавна дискусија за нацрт текстот на Националната стратегија за развој на концептот за едно општество и мултикултурализмот во Македонија. Ова е шеста дискусија, ако не се лажам. Кои се заклучоците од досегашните вакви јавни дискусии? Па во моментот, бидејќи таа се уште се гради преку овие дебати, можам да кажеме како еден заеднички именител на заклучок кој што е најважен е тоа дека се оценува спроведувајќи го овој концепт преку еден пишан документ кој што потоа треба да има своја имплементација, е добро што оди баш токму низ ваква дебата. Затоа што оваа стратегија, а потоа и нејзината имплементација, секако го засега широкото наше општество, граѓанското општество, и многу е важно преку таа дебата да се добијат прави, реални инпути за да се подобри тој документ и да биде визибилен во праксата, во имплементацијата. Станува збор за многу важни принципи, јас само ќе го издвојам оние најчесто повторуваните зборови, во што е поентата на таа стратегија. Тоа е едно општество за сите, засегајќи еднаквост, недискриминација, говор на правото, почитување на правото, социјалната кохезија, економската вклученост на сите, родовата рамноправност и многу други теми кои што впрочем и вие бевте сведок колку денеска се плодно дискутираш. Кога веќе сме кај Куманово, не може да не се спомне индустријската зона. Владата првично одвои 20 милиони денари за индустријската зона во Куманово, за инфраструктурата, но уште минатата година беше најавено дека ќе се врши етапно финансирање и привлекување странски инвеститори. Што зборуваат вашите информации, какви се информациите околу финансирањето на оваа индустријска зона и помошта, нели поддршката на индустријската зона во Куманово од страна на владата? Така, значи, јас токму тоа би го опфатила во како поважен дел од одговорот, е тоа што тие 20 милиони кои што беа доделени на општината, тие не се доволни секако за тој поголем зафат и за таа потреба за која што треба да се изгради таа индустријска зона, но тоа е еден прв инпут на кој што веќе и во разговорот со градоначалникот разбрав дека веќе се направени тендерските постапки, избран е понудувач, односно изведувач, така да сите тие предвидени работи, градежни на пат, она што знам дека најмногу што може да се покрие од тие 20 милиони денари се првиот пат, потоа атмосферската канализација и нешто околу пристапниот пат. Значи, заклучивме не е доволно. Секако предстои во 2019 предпоставувам дека секако ќе има, јас не можам да тврдам, сепак има ресорен министер за оценка дали ќе има ребаланс на буџетот. Меѓутоа, во случај да има ребаланс на буџетот, си заслужува потребата да се предвидат такви средства, така да, еве јас како министер ресорен за странски инвестиции ќе ја дадам својата поддршка заедно со градоначалникот, можеби не целиот износ, не знам, но да продолжи како фаза за до изградба целосна на таа индустријска зона, за мене е многу важно, со оглед на тоа што се среќавам постојано со заинтересирани странски инвеститори и имам интерес и се договараме со градоначалникот да можеме да донесеме некој странски инвеститор, но на подготвен терен, се разбира. Господја Апостолска, Народната банка во последниот квартален извештај нотира дека странските инвестиции за првите 3 месеци годинава се во износ од 21,6 милиони евра. На што се должи ова? Значи, века, тоа е првиот квартал, меѓутоа може да... Јас би се навратила сега на една друга бројка,
која што всушност таа бројка е вкупната бројка. Меѓутоа, ако зборуваме за тоа колку странски капитал од странски инвеститори си дојдени, се направи анализа која што всушност кажува дека тоа се 78,8 милиони евра, кои што всушност представуваат чист капитал кој што е дојден во нашата држава од странските инвеститори. Разликата која што можам да кажам, која прекрасната бројка што ја имавме во третиот квартал, тоа е веќе последен квартал од годината, значи треба да се остави годината да помине, но конкретно да одговорам на прашањето на што се должи, исто така влијание на оваа вкупна бројка, значи има и ненаплатените побарувања, а на веќе пласираните производи од страна на странските компании, така да според моите информации некаде околу 171 милиони таа бројка, и ако ги додадеме тие 23, ние доаѓаме сепак како вкупна бројка, доаѓаме до една не така да се перципира како што излезе податокот. Многу се важни оние приливи кои што се врз основа на странски капитал, а тоа е 78,8%. Јас кога веќе сме кај тие бројки морам да кажам дека во третиот квартал, кога велам дека имавме прекрасна бројка, сепак тоа е последниот квартал од годината, во 2018 година, е дека ние завршивме со 625,24,5 милиони евра, што представува навистина рекордна цифра во однос на прилив на странски инвестиции, споредено со сите години откако веќе имаме таква политика за привлекување и доаѓање на странските инвеститори. Да не биде одвлечено вниманието на тоа дека е таа бројка мала, не може да ги занемариме фактите фактички со кои што заврши 2018 година. Сепак тука се гледаат сите резултати на годишно ниво, така што можам да кажам дека растот исто во последниот квартал беше 3,7%. И ако споредиме тој раст како почна со минус, мораше да достигне некаде околу 5% во еден момент ниво на растот на БДП, за да крајната заврши со 3,7% во тој квартал. Исто така имаше напредок и во индустриското производство, каде што порастот беше 7,9%. Тоа веќе сега се надоврзувам на овие 3-4 месечни резултати од оваа година, и како и пораст на извозот од исто така од јануари-март оваа година со раст од 7,7%. Значи тоа сепак бројки се кои што го покажуваат и отсликуваат економскиот раст, односно политиките кои што се содржани и во самиот план за економски раст на државата. Токму во врска со ланските странски инвестиции, опозицијската ВМРО ДПМН потенцира дека историски најголемиот обем на странски инвестиции лани бил нереален и е всушност резултат на реинвестираната добивка на веќе присутните компании во земјава. Кој е вашиот став по однос на? Видите, јас тука многу не би давала некој опширен одговор со податоци и со факти. Само кратко ќе одговорам дека тој коментар што веќе наназад и минатата година го истиот одговор, односно истата критика ја упатува опозицијата, кратко ќе одговорам дека всушност станува збор за една методологија на пресметка на тоа што се користи во годините наназад, уште 10-12 години, така да не можам да ја најдам логиката зошто оваа година не чини тоа, а се работело по исти методологии. Така да тука би се задржал, мислам дека е многу јасно. Господја Постолска, кои се мерките за поддршка на инвестициите од планот за економски раст на земјава? Од денешната емисија, искрено морам да признам дека ова прашање го сметам за најважно, сметајќи дека еве и кога разговаравме ми рековте дека овие емисии ги репризирате, и добро е да обрнат внимание компаниите кои се од Куменовскиот регион.
Сепак ова е една програма која што се финансира од владата да разберат каде има простор, а доколку инвестирале тие во својот бизнис изминатата година, што може да им следува оваа година, или пак ако инвестираат оваа година, што може да очекуваат како поврат минатата година. Од овие финансиски поддршки за кои што сега ме прашате и за кои што ќе зборувам, фактички тие се темелат врз основа на Законот за финансиска поддршка на инвестициите и таму се уредени кои се условите, а кои се исто така и сегментите каде може да се поддржуваат компаниите. Морам да се навратам на 2018 година, каде што исто така имаше примена овој закон, веќе имавме апликации од компании, некаде околу 100 компании и некаде околу 6 компании од Куманово веќе аплицира, си добија поврат за своите инвестиции согласно условите, согласно трошоците што ги направиле, така да користам прилика да јавно да се обратам до компаниите да го забележат ова. Мојот кабинетот на вице-премиерот во господинот Андјушев во владата, значи им стоиме на располагање за дополнителни информации, доколку нешто не е јасно, ние планираме секако и со коморите повторно да направиме презентации на сите тие мерки, затоа што сепак тоа е бизнис, тоа се луѓе зафатени со своите бизнис предизвици и не секогаш им се достапни доколку тоа не се повторува, така да сметам дека оваа емисија може добро да помогне на нив. А да се вратам. Да се задржиме на мерките. Да сакам да се задржам на мерките каде што може да си ги препознаат своите можности за да си помогнат во бизнисот. Но пред тоа сакам уште една важна работа да потенцирам, дека овој процес се одвива исклучително транспарентно. Значи нема никакви договарања меѓусебно, тоа се е уредено во законот и целиот процес истече транспарентно. Нема никого ниту да барате дали ви е познаат, дали треба да се нешто договори вака сами во кабинет, тоа е исклучено. Значи тука треба да се чувствуваат безбедно сите. Како прва можност, што некако најважна, туку ги редам сега поред, значи е можноста што државата, односно владата, финансира вработувања, односно нови вработувања, за кои што има таму некои подуслови, кои што јас сега не би должала за тоа што многу време ќе одзема, но важно е да се знае дека за вработените кои што ќе имаат плата поголема за 50% од минималната плата, да може компанијата да очекува 20% поврат од таа нето плата. Или да преведеме во пари, тоа е во моментов е некаде, значи над 18.000 ако исплаќа плата со тие услови кои што се предвидуваат, секако може да очекува ако вработил, значи работодавецот нови да добие поврат како една поддршка и стимулација за да го прави тоа со повисоки плати. Тоа е и за него како поддршка добро како работодавец, а од друга страна и за работниците. Потоа, доколку се прават капитални инвестиции во смисла на изградба на објект или доградба на објект или набавка на нови машини, на купување на земјиште, во тој инвестициски проект што го имаат, може да направиме поврат, да аплицираат за таа мерка и да добијат 10% поврат од таа инвестиција што ја има. Потоа има можност, ако се пораснати приходите за 5% повеќе од минатите години, исто и тука може да добие 10%, така да тука се овие две слични основи за да можеме да кажеме дека дури се третирате како 20%. Исто така има можност за, бидејќи сега ние, што е политиката на владата, сакаме да што повеќе се напушта трудоинтензивниот сектор, да се воведуваат нови технологии, да се воведуваат иновации, значи тука повеќе да ставаме акцент и да финансираме доколку некоја компанија се одважи да си направи собствен R&D центар кај што ќе испитуваат, воведуваат нови производи, тука имаме поврат од 50% од трошоците поврзани со дали тоа ќе е за тие машини, за некој објект, потоа за некои стручни студии, за некои анализи што се потребни, за стручни експерти, од тие трошоци 50% може да вратиме, токму за да го стимулираме повисокиот технолошки развој во самите компании.
компании. Потоа исто има нешто можеби не е толку како износ високо, тоа е најмногу до 30.000 евра се достапни за искористување, а тоа е во смисла на доколку компаниите сакаат да одат на саем, да истражат пазар нов, значи може да добијат подршка во владата од владата за таа намена. Значи има серија на мерки кои што може да се искористат. Доста атрактивни мерки и привлечни, нели, за се надевам дека ќе ги препознаат, да. Како министер за странски инвестиции често остварувате средби со амбасадорите на државите членки на Европската унија. Дали тие сметаат дека позитивната препорака на Европската комисија за почеток на преговорите ќе даде значаен придонес во унапредувањето на трговските и инвестициските односи помеѓу државите членки на ЕУ и нашата држава? Секако, значи тука нема дилема дека соработката со странските држави, особено со тие што ни се на повисоките позиции во трговската размена, ни се од голема корист и ние во соработка и во земјата кај нас преку амбасадите, директно со компаниите кои што се тука лоцирани, а и преку со помош на амбасадите организираме и посети во тие земји. Еве тоа веќе сме го направиле со Словенија, со Австрија, со Германија, со Италија, со Холандија. За нас представува можност и секако уште еден импулс повеќе со самото влегување во тие процеси на евроатлантските интеграции, но и имаме можност да ги презентираме нашите политики за да таа трговска размена биде на повисоко ниво. Во контекст на ова, кои би биле предностите за нашата држава како членка на ЕУ на економски план? Така. Со самото пристапување во тие евроатлантски интеграции, значи што се случува? Гледано од аспект на инвеститорите. Значи секако таа стабилност, меѓународното позиционирање, обезбедување стабилни услови, тоа повлекува и економска потреба, односно и економска стабилност. Така тоа го гледаат инвеститорите кои што сакаат капитал да донесат во земјата, бараат безбедност. Така што сметаме дека ова ќе биде од големо значење и веќе ги имаме, можам да ги наведам како примери, Бугарија, Албанија. Например, Бугарија за време на 5 години од пред влегувањето, ако се спореди, и после влегувањето во НАТО и во Европската унија, ги имаат трикратно зголемено странските инвестиции, а колку што се сеќавам, во Албанија таа состојба е веќе двојно зголемување. Значи се чувствува самиот тој процес и ги охрабрува инвеститорите, се чувствуваат побезбедно, така што нема дилема дека тоа ќе влие многу позитивно. Владата ги поддржува и процесите на дигитализација во нашата економија. Преку какви мерки домашните компании ја имаат поддршката за зголемување на нивната конкурентност на меѓународните пазари? Така, значи, и како што пред малку нагласив, дека многу има мерки преку кои финансиски може достапни од страна на државата се издвојува многу од буџетот, значи, секако тука се содржи и иновативноста, дигитализација, а се ова го зборувам во контекст на подигање на технолошкиот развој на повисоко ниво на компаниите, така што во Законот за финансиска поддршка на инвестициите, тука ги споменав веќе R&D центрите се една форма во која што може да се препознаат и да си помогнат во таа насока. Потоа во Фондот за иновации и технолошки развој, таму има повеќе програми, има грантови во кои што особено се става акцент на дигитализацијата. Исто така, јас пред малку не наведов дека кога зборувавме за Законот за финансиска поддршка, дека сега имаше и негови измени во смисла на подобрување и на проширување на опфатот. Така што во тој опфат проширен ги внесовме и да се вклучуваат, да може да бараат финансиска поддршка и IT компаниите, каде што секако тука можам да кажам дека доминира иновативноста со правење на софтвери и некои други решенија кои што се потребни и за услужниот сектор, но и за производниот сектор. Така да, со еден збор можам да кажам, во буџетот за сите тие програми има издвоено за 2019 година околу 66 милиони евра, така да што тоа е убава бројка и само треба да бидеме паметни да си го искористиме.
Госпоѓа Апостолска, неодамна се одржа форум по повод 2 години влада на која што премиерот Зоран Заев покрај останатото кажа дека државата е со силна економија, со шанса за сите, со намалена невработеност и со нови подобро платени работни места. Еве, може ли една ваша оценка на 2 години влада на економски план? Оценката може да зафади доста области, така да во интерес на времето ќе се фокусирам повеќе на делот на вработеноста, значи која е мотивацијата, значи стапката како стапка се намали. Меѓутоа, не е доволно само да се намали стапката, туку треба и животниот стандард преку повисоки плати да се обезбеди. Тоа е конечната цел и на програмата на владата и на самата влада. Она што го кажав и пред малку, како една голема мотивација е на компаниите, значи со оној поврат претходно што го кажам за подигање на платите, тоа би било едно нешто што е добро и треба да се користи и една одлична мерка. Исто така во буџетот на владата за 2019 година се одвоја и средства од 1,1 милијарда денари во смисла на доедукација, преквалификација, за да може она население кое што работно способно население не е соодветно, а се наоѓа на пазарот на труд, да може да се прилагоди на потребите на побарувачката, на потребите на компаниите. Така да во рамките на има веќе оперативен план по кој се спроведува и областите во кои што се нуди таа финансиска поддршка, тоа е кај што е во делот на предприемаштвото, на самовработување, поддршка за креирање на нови работни места, за обуки, развој, практиканство, гаранција на млади. Има милион форми кои што мислам дека секој на свој начин би си препознал, а мислам дека тоа е суштинската работа и тоа води кон подигање на животниот стандард. На кратко зборувајќи го ова, го допрев и тоа како факт со кој што ние се сретнуваме, разговарајќи со странските инвеститори, со домашните инвеститори, чисто само сакам да го подкрепам колку е важно ова и во програмата, но и во грижата што треба и владата, но заедно и компаниите треба да го направиме. Тоа е што недостатокот на соодветен кадар. Значи, еве, ова се формите преку кои сметаме дека ќе го направиме тој баланс заеднички, ние како влада, помагајќи да се воведе дуалното образование, потоа менувањето на прилагодувањето на денешни услови на програмите, на образовните програми, почнувајќи од основното, средното, секако и на високото образование, и сметам дека така можеме да си помогнеме сите заеднички. Освен вас, последниве, па да кажам, 10 години се поголем е бројот на жените кои што се на високи општествено одговорни функции во државата. Сметате ли дека жените лидери во Македонија може да дадат свој придонес за подобрување на условите на жената во земјава? Значи, апсолутно да се сложувам дека жените, прво и по самата природа, според мене, се одликуваат со голема одговорност, грижливост, со истрајност и умешност да ги балансираат семејните обврски со професионалните обврски. Мислам дека тоа на жената исклучиво добро и успева, така да во таа насока имаме обврска и ние како политики, како влада што ги водиме, но и самите асоциации на женските бизнис, во женскиот бизнис сектор, во предприемаштвото, во невладиниот сектор, треба сите заеднички да го придонесеме тоа. Јас денес и на самата дебата што ја имавме денеска, како родовата еднаквост, токму го издвоив ова како сегмент на дискусија и сметам дека е важно да се каже дека за жените има достапни, пред се нив им е проблем финансирањето, за да стане жена предприемач, за да стане собственик,
ја повеќе го гледам од економски аспект, инаку од политиката веќе тоа се други теми. Од аспект на економската интегрираност на жената да биде равна на мажот, сметам дека кај нас е многу мал тој процент. Некаде според некои статистики, јас што ги знам, се само 30%. А таргетот на Европската Унија е некаде над 40%. Значи, ние треба да се стремиме не само за да ја достигнеме процентот на Европската Унија, туку и самите да си направиме по-поволни услови. Затоа реков, се навраќам дека финансиите се најважни, за да може една жена да се охрабри, да биде лидер, да биде менаџер, да биде собственик и да биде силен предприемач. Така да, еве, и пред малку што ги споменав тие мерки од Законот за финансиска поддршка, значи тука нема дискриминација, се достапни на женските предприемачи. Меѓутоа, од аспект на владата исто така имаме донесено една стратегија за женското предприемаштво 2019 до 2023 година и за 2019 година веќе имаме издвоено средства во контекст на таа стратегија, за спроведување на таа стратегија, околу 2,5 милиони денари, каде што може да си помогнат жените за да се создаде подобар деловен бизнис амбиент за нив, мрежување, нивно застапување, креирање на инфраструктура и нешто што може да не доведе на едно повисоко ниво. Покрај вас како министар со потекло од Куманово, во сегашнава влада има уште тројца министри од Куманово. Да. Се залагате и сигурно ќе се залагате, нели, да ја оправдате довербата од граѓаните, од кумановци кои што сте ја добиле. Која би била вашата порака? Еве пред самиот крај на емисијата, нели така ќе ја завршиме емисијата, така која би била вашата порака до граѓаните, не само нели кумановци, туку и до сите граѓани во државата? Значи, еве, околу женската тема веќе завршивме, само сакам како порака да нагласам дека сметам дека треба многу повеќе да сме застапени и дека треба сите заеднички да работиме на тој сегмент. Во однос на она крајно дека навистина тоа е точно и малку е ретко од еден град да произлегуваат значи неколку министри и ние навистина треба сериозно да се не треба туку и си имаме и да се движиме во таа насока да помогнеме сите заеднички на градот Куманово. Секако ние си имаме своји задачи, ги извршуваме во своите ресори, но треба и да се фокусираме малку повеќе во Куманово на неговиот развој. Сепак тоа е наш град и ние заеднички сите треба да сме горди на тоа. Господја Апостолска, ви благодарам уште еднаш за вашето гостување. Се надевам соработката ќе продолжи и во некоја нели следна прилика. Ќе разговараме за уште поголем број на теми. Ви благодарам. Пријатно. Благодарам. Вие, почитувани гледачи, останете со програмата на Телевизија Плюс. Пријатна вечер.